Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Добар ден! И добре дојдовте во нова дружба со нашите нови гости и во ново издание на Никој како на телевизија Телма, како секој работен ден, така и денеска 1 час на располагање да ви направиме пријатна атмосфера онаму каде што не гледате. Така е, да. Никој како овие двајца господа кои што ги видовте во оној широк кадар, нели? Покажавме сега веќе кои ни се гости. Покажавме дека не сме сами. Не сме сами, како и секогаш во 17:15. Не би ве оставиле. Не. И драго ни е што имаме оваа комбинација, затоа што ќе биде навистина весело, убаво и ќе има убав муабет, во тоа сум сигурен. Андријана Јовановска и Даниел Данн. Точно. Така напишано, така ќе те подпишат Горе да не заборавите, ве Чекај да видам. молам, уште едно да додадете. Браво. Па добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Најдовме. Добри сте. Супер. Баш ми е мило што ќе се видиме со вас, а и да бидам искрен последен период и ние да се видиме. Па за такво Значи, време се дојде. комуникацијата преку телефон, обврски, не наоѓаме време да се видиме вака. Друга рулата, така пријатели сте. Да. Од кога е моето прашање? Ајде беше како спомнам. Од 2010 година. Не, од 2010 година сме пријатели. Првата средба ни беше после неговиот настап на Скопски фестивал кога ја пееше Сила на љубовта. Јас тогаш работев во таа и отидов Видија номинаркава одма вади со нас. 2009-та, да, извини. 2010 акција. Да. Па, од 2010-та после акција реакција, да, извини. Добро. И отидов да му правам нека анкета за тоа што чита и го толку најдов беше. позади, овакво го најдов позади сцена на Универзална сала и така некако тргна муабетот. И баш е таква дружба, значи излегувате, се дружите. Заедно по одмори, по готвење, по преспивање дома некогаш. Се. Никогаш ли сте се скарали? Цело време. Се тоа не интересира. Си кате моментот. Кате така обично кај гостите се Уште на почетокот на нашето другарување имавме онаква средба каде што бев скрос онака како изненаден како што се случило со Довика, зашто се отиде, као не разбирам. Она ти се скара и си отида. Па да, нешто беше како јас со мојот начин на зезање, да, На хумор кој што јас уште не го познавам. Не се морала да нешто како викам бла. Кај него дома седиме. И онака свати тоа нешто многу сериозно. За кај тебе дома не морало да дојде. Да, ама нешто беше како каснеше, не знам што, и онака, па можеби да не дојде, па добро, па не мораше како да нешто. Тој смисол, ама беше скроз на зезање, знаеш. И сега ние седиме со уште еден другар, летно време беше, сеќам дека прозорот отворен од моја детска соба. Оно тогаш беше љубо, како што се слушаше на километри. За промушен И као оно вика, па добро ќе си одам. И он искочи, ја меѓу време додека кафе нешто да спремам, ја мислам дека тука нешто не се завркава, кога ќе се врати. Он излага, ја доаѓам у соба, ја гледам, викам, сериозно, викам си ти, а овој другаров ваков, позлата дојавка сега ако не гледа, така со сигарече, тој вика, па да се ти. И вака ги викам, сериозно? Да бе, и слушам наеднаш и љубото. Да се врати. Не, пошто ја бев, ја во моментот така се сеќавам, бев онакав као шокиран, као вака бев као, сериозно ова се случува? И што направи? Ништо, после сејав на телефон, као викам, ајте молам, викам да чека Врати се. заебанција, беше Да, така, врати се И? друго. Се врати? Добро, Телевизија уживо извинете, се. добро. За фрканција. Да. И да се вратив заради тоа што ствари бевме договорени дека ќе одиме, беше вечерта септември месец беше уствари и беше прва или втора вечер на пивофест нешто на Кале, се вратив, се смиривме, ги земав. Така. Ама тоа не беше како некое огнено крштевање на Ама почетокот. тоа е еден од моментите Тоа кога е сте еден се од таквите скарали. моменти, ако ви ќе ни требат многу и вака мисли за може да раскажам, такви ги има низ цело ова наше другарување, со тоа што Значи плюс и минус. да, со тоа што откако ќе научиш дека така функционираме, ти си као само
Океј, 15 минути нека поминат, ќе Да, имало ситуации кога јас сум одела кај него да се извинам, да си поплачам пошто сум била никаква нели со однесувањето. Имало ситуации кога он доаѓал за да си простиме за нешто што јас сум му се налутила, дури и да не било негова вина, јас сметам дека е негова и тоа. Да, па жена кај ќе признае дека не е во право. Признава, оваа жена научила да каже извина. И не страдава, има ли дружба? Има. Имаме. Вие сте да додуше еден пример, иако до сега мислев дека нели нема толку добра дружба, да. Види, можеби нема толку многу, мислам, ја никош не сум инициирал дружба баш заради тоа што сме сега колеги, па као мораме. Меѓутоа никош нели природно се доаѓаат работа или ќе кликнеш со некого. Така, енергиите треба да се. Да, што се викате, нашата прилична дружба започна буквално од една работна атмосфера, као интервју, нели новинар пееш, едно друго. Искочевме понатаму исто така на некој кафе, на некој настан се сретнавме и некако дружбата активно почнавме да што се вика да си идеме по дома. Да. Од каде ова ДАНН? Да, не буквално, ме прашуваат со година, ама веќе ајде да раскажеш значи, почитувани гледачи. Не, ова ќе се памти, така да се кажи толку. Не кажи више кој ќе те прави. Не, значи моето презиме е Стојмановски, не, апсолутно немам причина да крием. Не, меѓутоа Па не никогаш не си го криел, да се говориме така. Тама работа, да. Меѓутоа предолго и да речеме на почетокот кога почнав да работам пред музика зборим со Александар Масовски, бидејќи имавме малку интенцијата тоа да го направиме и за странски пазар, па дури за во нашиот регион, да речеме во Србија беше многу тешко да ги изговара, знаеш како Стојмановски, или немам поим. Стојмановски. Или да. Стојмановски. Сметавме дам као кратенка, нешто кое што ајде да речеме и блиското друштво знаеше да ме вика, беше сосема пригодно да биде звучно, а сепак да не биде само Даниел како онака. Да, добро, во Македонија немаме друг Даниел пејач. Да, ама го имаме Даниел Джулипа сега. Да, ама регионално да. Да, знам да речеме дека сум крстен наверно во тој период, бидејќи 80. Викаш по пејачот те крстиле? По пејачот? Тој период мислам дека било многу актуелно, нели, Джули Даниел. Да, знам, Даниел Попојич. И мислам дека таа генерација, така има многу Даниел. Поздрав со Меѓу кушна. Од друга страна сум многу среќен што таа генерација, мојот кум и на мене и на брат ми се вика Мартин, додол многу, да речам така, интернационални имиња, Даниел и Мартин, не сме можеле да бидеме, не знам, да не кажам, Стојан Стојмановски. Например, Стојан. Така е слично, како Даниел Дан. Стојан Дан. Не, тогаш ќе било Стојан Стој. Кога одиме на почетоците и муавето да ме прекинам овде, сериозно, нели за почетоците, Андријана, ајде малку да почнеме од тебе. Оно од кога јас и ти се имаме запознање, тоа беше периодот Теата, каде што ти работеше. Да, таа првото тинеџерско списание во Македонија, кое што почна и другото беше тој, уствари. Прво беше таа, потоа беше комплетна као списание за жени, после тоа се направи тој машки свет, значи списание за мажите. Во меѓувреме имавме и Мој дом за уредување на интериери и екстериери. Да, тоа беа новинарските почитоци. Уствари, јас имав 17 години и бев на крај на втора година средно, а мојата професорка тогашна по англиски јазик Маргарита Неновска го издаде првото тинеџерско списание во Македонија. И заради тоа што на сите часови во прва и втора година, да речеме, кога сме имале некои слободни теми од типот на напишете било што и секогаш била Андријана стани прочитај што си напишала и некако буквално првиот број на списанието беше излезен, вториот најверојатно веќе се правел кога јас отидов сама и реков јас сакам да пишувам за вас. И ме викна во канцеларија кај нив, ми кажа дека бара човек кој што би правил анкети меѓу тинеџерите на различни теми и некако така тргна муаветот. Она што почна како некоја средношколска љубов трае 30 години до година. 30? 30 години кариера, благодарам. Браво. Да, долго време. Да, ние се знаеме Ние се знаеме од УМС, ја која работев, тоа беше 2004. Да, дури бевме со Ангела, мислам дека кај тебе гости во емисија. И емисија, а и, нели, како се вика тоа, медиумски покровители бевте, па ја ги покажува списанијата, бра. Да. We go way back. Не сме од вчера. Мислам дека во моментов генерација Z, така, не го сме никаде. Да, гарант, ако воопшто и не пуштила. Генерација Z на YouTube има најинтересно дека го излезат. Така да, тоа. И низ годинива
И низ годините... Најмногу остана таму. Да, најмногу останав таму, бев околу 18 години, Да. потоа некое кратко време, од околу 6-7 месеци бев во Хибрид, мал забавен портал, од таму заминав во Репортер 6 години, во моментов Почна тука сум- порталите, виж. Да, порталите веќе почна на големо да земаат замав и веќе 2 години сум во Црно-бело. Да. Да. Интересно. Многу интересно. Имаше период помеѓу Хибрид и Репортер кога реков, јас не сакам веќе да бидам новинар, јас сакам да работам нешто друго, мене ми е преку глава од ова. И бев на 3 или 4 интервјуа за работа, кои што беа сакаше врзани да со мојот... работиш? Јас имам завршено економски факултет и меѓународни економски односи. И сакав да работам, да, По пробам струка. да работам нешто во струката. Меѓутоа, одев на интервју за работа и секогаш носта ми се враќаа назад. Мислам дека Како да нема сама се примат, се вика бойкотирав тоа. себе си, да. И на крај Даниел беше тој историја кој што ме вработи, да речеме, на некој начин во Репортер, заради тоа што бевме излезени во парк, седевме некоја вечер, бевме друштво и на нашиот пријател Кристијан му рече: "Дај, не можам више да ја гледам земја таму, кај вас не можам више, значи само се нервирам, Дај, нека дај да пишува ти работа." И Кристијан се јави уште истата вечер кај еден од уредниците главни во Клип Медија. После 2 дни отидов на разговор и ме примија. И толку беше. Толку беше. Сега, имаше ли некогаш пресудно нешто кое што може би би ти ја сменила работата во смисла, ти да си новинар, но да преминеш како радиски, телевизиски новинар. Во Знам Репортери дека во имаш, Репортер, да, па тоа сакам да имаше го наведам. интервју. И колку тоа те привлече или не остануваш во одово? Вака, мислам дека радиски новинар не би можела да бидам никогаш, заради тоа што сметам дека имам непривлечен глас за слушателите и мислам дека многу, да речеме, развлекувам кога зборувам, дека не знам да става можеби точка на крајот или нешто. Чим и немаш дека- добро е. Имам. Сето тоа, вакво сето тоа се сечеше во емисиите во Репортер, кога ќе речем, ај веруничи се чи ова, да го нема, као да биде малце постојано. Цел живот сум имала страф од камери, некоја ненормално голема трема, додека не отидов во Репортер и после некој време не ми рекоа: "Зашто не седнеш во студио да пробаш, да видиш, заради тоа што веќе повеќе од 20 години го работиш ова, која е разликата дали седиш и пишуваш или си пред камери?" Првото интервју што го направив во студио во Репортер беше со Четкар, меѓутоа бидејќи јас и уште мислам дека го имам оној страф, вака сега да погледнам во камера и да се обратам на публиката. Да. И заради тоа Четкар беше тој кој што ме најави мене и беше како: "Ова е првото интервју на Андријана Јовановска." После тоа некако исчезна и стравот од камери, и тремата и се живо и беше... Би го работела тоа пак? Да, апсолутно. Тоа ми беше. Мислам дека би сакала да се вратам Поентата пред на камери. прашањето. Одлично. Да. Иако во моментов со сите оние, да речеме, кратки емисии, различни подкасти и се она што изникна во последнава година, мислам дека не е вистински момент да се вратам. Јас го правев тоа додека нели не Немаше беа многу, сите. да. Имавме емисија која што беше интересна, поразлична, која што се снимаше на терен, која што буквално нели целиот ден на нашиот соговорник го представувавме во некои 45 минути. Би се вратила пак, меѓутоа во некој, да речеме, помирен период кога целиот овој наплив на емисии малце ке спласти. И сега Даниел ќе рече генерација Z. Скоро ќе не исклучим, но уште едно прашање врзано за тоа. Ти пречи ова ново време, вакво динамично, со рилсови по 20 секунди наместо убаво интервју, наместо убава емисија долга, се е више во секунди. Мислам дека да, Пошто си заради од тоа тоа што време. да, мислам дека да заради тоа што во 20 прво јас сум човек што не гледа рилсови. Тој на работа сите ми се чудат како не гледаш, единствените рилсови што ги гледам се за Јокич и Дончич, тоа што ми излегува некако на Facebook. Алгоритмов те фатил таму. Да, дури не е ни на Инстаграм да седнам да гледам рилсови, него преку Facebook ги гледам. А од друга страна, да, многу ми е побаво кога ќе седнеш нели со соговорник, кога ќе го распрашаш, кога ќе извадиш емоции од него, кога ќе извадиш работи кои што не ги кажал на друго место, кога ќе видиш ќе почне да зборува, па ќе му се насолзат очите или на пример ќе се насме, кога ќе сети на некои убави времења, па дури да се изнервира и да реши да стане од емисија, си извадил некаква емоција од него. Она што е кратко, мислам дека доволно него прикажува и самиот новинар и дека доволно него прикажува и гостинот кој што е од другата страна на камерата. Тоа Да. кратко, во моментот. Ке ни кажеш кај работиш? Не. Не. Знам се да почнува да ми дојдат пред канцеларија. Здраво. Се шегувам. Ајде, ако во кратки црти ќе го оставам. Ајде. И како дојде таму? Ја денеска дознав дека ти Тоа е работи. долга тема. Добро, ја мислам Андријана те вработи. Речеме со... Па да ти врати, нели така, Андријана? Не, ова беше претходно. Ќе се обидам да сублимирам во кратки Ајде, црти за да не кратки бидам црти. предосаден Чекај, за само генерација извинувам Z. се, Андријана му работеше PR доста беше. Доста. Ајде. Така.
Негде 2014 така беше некако тој период кога прекинав со работа со претходната продукција. Небитно требаше да искочи албум, меѓутоа нека работа не се реализира до крај и сметав дека ми треба малку одишка. Јас на себе буквално си бев лют на целиот хаос што се случуваше околу таа музичка кариера. Значи одишка од музиката и од музичката кариера, како Андријана што имаше одишка што сакаше во економско. Така некако. Со тоа што искрено не одишка од музика, туку одишка од естрада, од гостување, од емисија, од јавен живот, да речеме. Секако со музика никош не сум ни представен, ниту пак планирам. Во тој период едноставно коцките се поклопија да почнам да работам во градската општа болница 8 септември. Не, нема да се смеам. Првично работав како Ама не е доктор. Вака звучи, не сум доктор, да. Не знам, можеби Фала му на Бога не е доктор. мајка ми била пресрекна. Окей. Пошто мајка ми никош не сакаше да се занимавам со музика, добро, тоа е таа. Добро. Првично работев како дел од тимот за акредитација, значи квалитетно напредување на здравствени услуги. Понатаму сега сум веќе дел во IT секторот, а паралелно почнав да работам и како пиар на Сдруженијето на медицински сестри, така тоа на кое што може поширока јавност го знае периодот као за нас. Им ги водам сите делови околу организација, настани, се тоа на кое што е значи социјални медиуми, веб страни и така натаму. Освен ова, се занимавам со графички дизајн. Штра уже нешто има, добро, ајде. Па тоа е новото време, што знае с работи сите се занимаваат. Па да, негде пред короната, види, од секој овие работи некако ги гледам барем кај себе си, дека ми се некако не е ништо што ми е страно. Значи, од секој сум сакал да се занимавам со уметност, од секој сум почувствувал дека имам талент, не знам, за пеење, за цртање, за музицирање, нешто што е уметност, да, нешто што е уметност. Така да од секој сум сакал да правам некакви логоа, графици, такви работи. Ме интересирала видеопродукција, сам си имам домонтирано и спотови. Аудиопродукција минатата година завршив кај Скендеровски заради тоа што ме интересираше и тоа. Значи се што е во овој дел, да речем, на мултимедија, апсолутно го сметам дека е моја блиска страна и страна каде што јас можам најмногу да дадам. И иако на моменти се мислев Даниел као на сите страни си да фокусира се на едно, се сваќам дека всушност и не сум избегал многу заради тоа што сите овие се некако сродни работи. Да, па буквално дури нели пиарот и маркетингот ги спојам во една. Вамо во IT сектор си, пошто не можам да те пофатам што работиш. Тој дел е малку поразличен. Добро. И ми е малку досаден, ама окей. Да. Не, сакам да прашам дали можеби тебе ти треба свич сега како Андријана, па да речеме некој Кристијан таму да се најде нејзин пријател. Ми треба ако се најде некој нека се јави. Не, он има викенд свич. Графички дизајнер ни треба и ти ева го дете во до мене. Он има викенд свич, верувам дека тоа таму ја даваш цела онаа друга на енергија. Мислам, значи веќе неколку години назад исто така сум активен и со живи свирки, затоа што од минатата година буквално направив еден мал пресек, заради тоа што и од тоа ми требаше малку да одморам, односно да бидем искрен, не сметав дека живите настапи свирки кои што се случуваат кај нас во Македонија се онакви како што јас би сакал да бидат. И решив дека тоа е нешто што не ми исполнува и сакав да направам со така пауза. Меѓутоа па во право време се случи да ме повикаат да бидам дел од продукцијата која што организира Кабаре, така да веќе скоро година сум дел од Кабаре шоуто Еуфорија. Да си ги поздравам колегите и сите некои што немале прилика да видат, ете нека изгуглаат, нека не следат на социјални мрежи. Тоа е секој викенд, да не гледат. Да. На различни локации. 30 талентирани, преталентирани луѓе, мои колеги, артисти од светот на музиката, глумата, балетот. Сега кој видел, кој не видел, малку за широка јавност, што значи тоа кабаре, македонско кабаре, Еуфорија? Што се може да очекуваат? Што се случува на таа сцена вака во? Буквално сублимат на глума, на танц, на актерска игра, на пеење, се тоа се случува во живо, со добро осветлување, со многу костими, со добра режија, со добри кореографии. Значи шоу во буквална смисла. Буквално е шоу, буквално не знаете луѓе кои што можеби немале прилика да видат кабаре, можеби да кажам дека е многу блиско до мюзикал, до нешто такво. Така да апсолутно нешто кој што фали кај нас на нашата македонска сцена, го нема. И сега на зизање се те прашам, се чекам, кога си викенд, значи немаш графички дизајнер да бидеш така? Па викенд не им треба графички дизајнер. 24 часа графички дизајнер. Ке го умрам до крај. Да види, ако сакаш. Он додека му дојде настапот, више прави графика. Не ти рече за викенд графички дизајнер или за викенд у Не, ја реков за викенд се Можам ти кажам за како си, не разбирам. Бевме во Бугарија
Тоа беше Пред октомври. 2 месеци, 3, да. Значи ти Не, носеше некој пред лаптоп и Нова гарант работеше нешто, Така, така? значи ние стигнавме дента, сабајлето имавме тонска проба и генерални проби ги направивме тоа, а извини имавме еден настап сабајлето. Добро. Кога се врати во соба, бидејќи имавме луфта, кога Добро, викам се што да неколку правам часа. овој период, да, викам окей, лаптопот така, имав еден проект на кој што работев. Окей, ќе го замачиш тоа и гледаш викаш, аха, окей, да се стуширам и идам на сцена. Леле. Добро. Браво, бе. Добро, може. Тоа е тоа. Ете, гледаш дека Така може. некако Мултитаскинг. Готово. Сега Одиме сега на нашите прашања. Многу време помина многу, а? Таман се. Страшни ли се прашањата да Таман замислиш? се. Некакви страшни, Секојдневни нали? Пријател може? прашања. До тебе. И интересни секојдневни прашања, кај имате долг одговор можете, кај имате А тоа е краток друго одговор, нешто. да. Мислам дека не си ги земал вистински прашања. Па одлично, добро, нешто почни ти додека ја најдам, да. Можем јас да најавам прашање ако сакате. Тоа е тоа. Овие од завчера ми се. Ќе се преправам. Која е вашата особина која не можете да ја поднесете кај себе за двајцата? Инет. Да. Одлично. Извини, вака, да. Знаеш што ми рече последно? Ај молим ти роговите пак си ги извадила, викам дај ги полирав се пред некој ден така што на Има најако еден се. момент кај што дури кога сакаш нешто да кажеш со најдобра мисла, мислам секако, затоа сме Добро, пријатели. да. И кога нешто сакам да ја коригирам за да биде подобро, Критика да, никогаш ја не веќе кажеш, веќе осеќам така? дека роговите ми ги излагат и вака гледам викам, онака не може. Не сакам, не може. Викам, чекај не ме дослуша. Викам, не може. Добро. Окей. И ето тука. Не сум тука толку да страшна како што изгледа. Само со него. Добро, А омилено. твојата особина? Па ја Не, не, веројатно, двајца. Не, не сум неговата. она, не сум А минат, ти? напротив. Ја Тоа што е затворен да речеме бе. тоа не е Лоша знам ли особина. лоша, Да. Па за јавна личност е лоша особина. Па, Не, замислиш не, дека сите треба да знаат се? Не. Па не е тоа затворен. Не, за сакам да кажа во однос на емоции као екстровертен на отворање таа, кон други луѓе, да. да. Ама сега до каде си и кога си? Мислам дека ја би ги истакнал многу поше тоа што сум на моменти можеби понаивен, али нели како викаат каков си таков си, па ова каков си мислиш дека останатите се такви. Аха, добро. Сега да те зезна, тоа сакам да кажам. Па не да ме зезна, знаеш како ги читаш луѓето од 200 километри, ја викам те гледам од 200 километри, вика знам се што треба да знам, али кога се надеваш дека луѓето се малку поинакви и за жал многу пати сум се разочарал. Тоа е. Добро. Па добро, такво време живееме. Омилено патување. Може и заедничко, може и посебно, како сакате, што е поинтересно. Онако се враќавме рикверс Ја 200 мислам километри. дека ќе се скарам сам ту не. Колку километри вртевте назад? Не, рикверс се возевме 200 километри. Како? Сакаш да знаеш како рикверс? Колку километри? Сакаш да знаеш како? Ајде како. На камионче. Како бре на камион? Наш леп служба. На враќање од Левкада. Левкада беше совршено Значи тоа летување. биде совршеното Па тоа летување. не е Левкада првото, беше нели беше? не второто Второто, летување на да. Левкада. Левкада ни е најверојатно омилената дестинација за Да, летување. пошто Сме биле 3 пати многу заедно, меѓутоа имавме проблеми со колата, не остави во сред Грција, На враќање најдовме среќа? Тоа не е истото југо за кое што зборувам. Не, тоа беше Се шегувам. Лобиот Беше порт. Морфор. Кој што откаже сили, се река, значи одмора заврши, се помиравме супер и веќе ова беше на враќање. И се на враќање, значи И до кај стигнавте? и Не од Игуменица, од Гравина или нешто, Не, до Битолска граница. Па преспавме ние на ноќта сред на тоа и граница сега во немаше што Битола. да правиме, као кој да викаме што како е и сега човеков со шеп служба вика, па качете се у кола. И ние нака као сериозно? И ние у кола, замисли, колата сврта на рикверц. Да, Ние седиме и не вози рикверц. Може да замислиш? Топ. Не се скаравте таму, така? Па не. Не, на тој одмор не се Не скара. се скарали се смирле. Не, збори за дека сте се возели у кола. Не. Тук не. Добро. Добро. Во кои прилики лажете? Кога не би сакал некого да навредам или да повредам. Значи тоа оние бели лаги што ги Па викаме, да, Па така? не, во бели лаги, принцип- тоа се баш лаги Баш лага? за да некого не навреди. Многу ти во фризор. А не ти се допаѓа, Даниел? Ти го губиш. Адријана, ќе ја прекинам ова. Ја мислам ќе го избегнам прашањето. Кога сакам да се извлечам од некоја ситуација за која што сум, пошто многу брзоплето реагирам често Добро. и знам да се излајам за некои работи и после нели као гледаш да извртиш малце ситуацијата за да се извлечеш да не те фатат улага. Не да не те фатат улага, да не те фатат дека вамо нешто се кажа, па сега Као демек се Малце. правиш дека нешто Да. Да се доплеткаш уште. Добро, не намерно и не со зло намера. Сакам да кажам некој ако ептен или нешто као сметаш дека Мораш. треба да. Интервенираш.
Па не ако мора, овде мораш да кажеш. Не, ова беше шала само. Се имам и ја, нормално. Знаеш што, Даниел, само нешто да ти кажам. Години сум кога баш ми е гајле, што ми слава. Ама не, и ти си првиот што викаш дека не е дојде. Ама ја не, види сега, значи гледај, имаме снимка. Врзано у крпче си кажа на емисија. Косава, така рече. Андријана, дали така рече? Ја реков косата ти многу. Значи 3-1 сме. Даниел, Ајде, единствено што можеш да се извиниш толку. Рано е за реклами, пустото. Добро, највреден предмет кој што го поседувате, ама тоа не мора да биде најскап предмет, него највреден Вреден нешто за што вас. ви значи. А може и скап сега, како сакате. Ја да ви олесна. Ова требаше да кажете порано да размислиме. Не смеш да кажеш. Прво што Сакам да истакнам кај мене, Да. кај паркирам. Добро. Највреден предмет. Вреден за тебе, Да, како да. некоја вредност сентиментална, каква сакаш вредност, Знаеш како, имам, он знае, кај мене дома е преполно со сувенирчиња, со работи што никогаш не се фрлаат, заради тоа што ме подсетуваат на На нешто, нека, од така. карти, од концерти на кои што сум била, од авионски карти, од некои патувања, од се и се што, така да претпоставам дека најдега. нешто Веројатно од таа заради група тоа би што извадила. секоја од тие работи носи некоја приказна Така е. позади себе и секогаш како кога ќе ајде да речеме автограмот од Ричард Гир на водно горе што го добив. Нешто важно. Може. И ја главно сум контра од неја во тој поглед, мислам дека низ годините научив да некако не се врзам толку многу за материјално. И стварно немам таква потреба, велам ги чувам во овите моменти, во овите мисли нели, и во меморија. Не дека не чувам дома, како што рече, карти, некои, Да. не знам, спомени од патувања, можеби некој, сигурно имам некој милено джемперче кој што ми стои од, не знам, од пред 20 години, кој што Не се не го ни прва. носам, ама едноставно, онака, нели, доаѓа време за Така. прередување кој кажеш, Нека Може стои, ќе се нека најде. буде. да, не дека ќе се најде, туку нели што викаш Некакви ти е спомени некаков буди. спомен. Да, меѓутоа не сум врзан нешто претерано за Така во е. моментов да можам да истакнам некој предмет дека е ова е тоа. Нема такво нешто. Па не. Добро. Не би рекол. А што не ви се допаѓа во вашиот физички изглед? Колковите. Толковите. Сега не се гледам, значи стане да прашате. На слика ќе видат кои На слика ќе ќе се видат кликнат Ќе на те профил. прогуглам, не се секири, веќе тоа го направи. Јас. Сакаш ти да ми кажеш да ме вратиш? Кажи му веќе. Ја не сум лоша како тебе. Добро. Андријана, ова станува интересно. Како ли ќе завршиш? Ја викам иднете нутре пак. Видете со нам Слушай, еден на еден. Е шо ушите? Па не знам, да, ја. Е шо би им Може правил понекогаш бе сега, ушите? Па не знам така, сега што ми се дека малку пократки да бе. Пократки? Па видите, Сега Позалекани. Добро да сега ќе ме прашавте мене што не ми се сеќам. Добро. Се прифаќа. Колку ви уши? најчуден сон. Ајде, колку сонувате и вака во сеќавање што ви останало дека сте сонувале, може да добро, може да лошо. Сонувам често, знам после сон да се разбудам насмејана, знам после сон да се разбудам лута на некого, иако сум свесна дека е сон Дека и е дека сон. тоа што сум го сонувала нема апсолутно никаква врска со реалноста, меѓутоа јас сум лута и ти мене не можеш да ми го смениш расположението или не можеш да ми го смениш односот кон тебе дека мене не ми текне дека тоа поминало. Аха, дека било сон. Да. Меѓутоа, она што памтам да речеме од сонови е што често во сонот да речеме сакам да се сликам со некого и никогаш не се сликам. Во сон? Да, во сон. Значи, дури и тебе кога те сонуваме, кога ќе застанеме да се фотографираме, се случува нешто заради што блицот те сонот буди. се овакво, не, Се прекинува. сонот се префрла на нешто друго, меѓутоа никогаш не се сликам со никого во сонот. Аха. Тоа е некоја работа што ја памтам. Треба да ете. прашаме некоја баба. Да. Нашала некој Не, а пуна читаш соновници, нешто? некој Соловни, такви. Не се Само си ги толкувам Да, сонови. само Така, си добро е, само си лошо е, лута ова. ако никого си го сонувала во Да. лошо во сонот. Да. Така да, добро, сваќам. Знаеш што ние бабините витини као куче ќе видиш па ќе го пипнеш па болести. Така? Да. Не Што, кјути не верна кажи. си? Јас Не, многу. да? Да. Ако видиш Да. црна мачка како реагираш? Проаѓам пред неа заради тоа што сметам дека среќа ќе ми Три донесе. чекори назад, фрлаш Не каменче. три не, не, чикори. кај мене е Се обратно. браќаш за коса.
све во знак на косата кај моја карта. Се мага. Ја ставаш мачката у коса. Не, ама ние сме го имале тоа прашање узимо. Ти за црна мачка ако поминаш, а не со кола, ако поминаш вака Знаеш црна колку мачка. црни мачки имат у денешно време? Порано, ретко беше да се види. Не, што правиш стварно? Ништо проминувам како секоја мачка. Поминуваш? Да. Не си суеверен за црна? За мачки не. Добро, ти? Не? Ај се кажи ти. Ја 12 чекори на Чека да ја праша. И шо црна мачка? Пакаш за коса и 12 чекори назад. 12, Не, 12, така ми рекла. Твојава е апгрейдед верзија. Замисли да си на пешачки 12 назад отиде. Немаш да видиш на пешачки мачка црна не. Како не можеш да видиш на пешачки пред Да тебе? не се закараме со Даниел ми да денес какав. Да, ќе одморам ја. Добро е. Не ме врти грб. Добро, ни одговорија? Да, Добро, чекай многу уште не некоја. одговорија. Чекай уште некоја, чекај. Ти не одговори? Одговор. Овој не За одговори. петка, плюс частта Овој има. нашиот. Петка ставим. Не одговорил, знам. Каде и кога бевте најсрекни? Ајде да ме видам. Ајде да не. Хајде сега, Андреана, ти. Ајде ти почни, ти го Осмо избегна најсреќен. одговорот на претходно. Прво што ти Да, паѓа. ќе кажам сега што. Вака е едноставно, ама Прво што ти ајде. паѓа на Не, памет. ми текна, веќе знам Ајде. дека Иначе, тоа беше нормално возможно, дека кој сите што во имаме моментот многу се секам, моменти. да, секако дека имало и други моменти. Така е. 2008 се враќам во Скопје после настап од Охридвест. Тоа беше мој втор настап јавен на Пеев губам од себе, моја авторска песна и освоив второ место на Охридвест. Од никаде. Значи ја моите не се занимавав со музика, значи беше едноставно Значи моја беше безврски, без врски беше да, дефинитивно. Меѓутоа, тој момент смисол на награда секако дека беше супер, меѓутоа не толку многу колку што јас кога се вратив во Скопје. Ако не се лажам, патував со автобус до автобуска во Скопје, од автобуска се земав такси за дома. Моите родители живеат тогаш. Се уште живеат. Јас не живеам. Добро, да почнем. Стори шо, дај, не си. Ќе завршиме, ќе завршиме. Возам и се возам во такси и јас седам позади и слушам на радио почнува мојата песна. И ја пуштаат, ама јас сум сам, а ја тоа прв пат си слушам моја песна на радио. Знаеш, и онако бев као себе. Знаеш, само им раскажувам на луѓе, И на таксиста му вика, шете, часна. Мене ми идеше да му кажам, Јас сум моја. да. Така да, дефинитивно тоа ми е многу убав момент и знаеш онако сонуваш за нешто такво да ти се случи што уште од мали нозе, И ти дека се правиш случува. музика, да. И кога ќе се случи нешто такво за кое што не си свесен дека еве го ова е моментот. Да. Најсреќен. Повелете? Смисли? Не знам, смислив, не знам, уствари, не може да се декларира како најсреќна кога сум била, меѓутоа може да се, например, еден момент кој што ми остана во глава, моите родители, татко ми работеше во пензија во Макпетрол, сестра ми е исто вработна во Макпетрол. Они сака јас да работам во компанијата, меѓутоа јас решив дека ќе бидам новинар и моите мислам дека цел живот ми замерувале, посебно мајка ми, што решив таква кариера, што не се вработи во Макпетрол. Телма, по дефолт. Мислам, девојче, зашто разговара? Гледаш, тоа те бил краткиот пат, само не си го знаела. Во Ти требало да дойши да ни разкажеш. Ќе видиме што ќе се случи после емисијава. Најверојатно, во некој момент уствари од кога почнав да ги снимам емисиите во Репортер, кога почна тие емисии да ги даваат на телевизија, кога почна мајка ми да гледа уствари што е на што јас го работам, заради тоа што претходно или само гледала, читала, меѓутоа немала прилика да види да го опипа тоа што јас го правам и кога на неколку наврати ми рече, ете гледав и сватив дека уствари се гордее со мене. Тоа ми беше еден убав момент во животот. Може би не дека сум била најсреќна, меѓутоа ми текна Тоа е како верувам кај сите нас, не? некој убав момент. Каков Да, мислам талент дека би сега не сакале да гледа. имате? Ова со ова ќе завршиме, може? Да знам да пеам. Да знам да менаџирам и да бидам добар бизнисмен и да не гледам се низ призмата на уметност, туку малку да Гледај, бидам. ама вие сте идеални заедно. Да. Она не се пробала во економија, ама може вамо како А менаџер. за пење се лаже, се пробала. Имам снимки, И не звучат како што ти. ако ми потплатиш доволно, да ти ги добиеш. Гледаш, се сроди бизнисменот во мене. Ете, гледаш како одмah почна. Во друго време сега, тоа е тоа. Што Ај, ќе ќе ни пееш пееме. сега, Даниел? Ајде да ви спеам. Зиме микрофонче да пееме. Тошијаме на. Ајде, слушай. Руски рулет, пуштајте. Ајде. Погласно само за да слушам. Погласно Ајде, во гласно, студио. пуштај. А вие ќе играте со мене, да? Ја се таласам. Имаме стејч или да остануваме? Може јас само седам да го гледам. Значи, ова ми е повесело. Хајде отиде.
другари за тебе сонат. Кажи ми ти, каде излегуваш подоко ти, кого погледнуваш екори твој, каде ти вкот звонат. Пируски лулен игра за тебе, живот би дал само да посакаш ти. За момент ме запали ко да сум динамит. Остави се и дојди, сакај ме. Патува далечен глас. Каде си ти? По тебе изгоре плас. За да си извинам. Не сум поет, песна да напишам целиот свет, да ти го донесам што можам јас, заљубен занесам тажен. Секоја ноќ звезди да заспивам, пурпурен дожд, солзи да сокривам, зарем и ти сакаш да ме лажеш. И руски улет игра за тебе, живот ми да само да посакаш ти. За момент ме запали ко да сум динамит. Остави се и дојди, сакај ме. Патува далечен глас. Каде си ти? По тебе изгоре јас. Прегоре, Боте. Питкава ни се гледа. Кажи, Адријана, што сакаш да кажеш? Се чувствувам неизгодно кога ќе му кажам, ама му викам кога е на настапи, има таков некој заводлив поглед и најверојатно го осети сега пее и се внесува толку многу во улогата што кога секој што гледа во него мисли Даниел ме завидува. Па така треба. Додека кате е заведена. Да, реклами, почитувани гледачи, и потоа ќе те одведеме. Ајде гледаме реклами. Еве сме во Никој како, си отидоа Андријана и Ненад заради тоа што се скара. Не, се зезам. Се прави тука некој интервју, значи се користи секој миг. Даниел, добар си? Се користи ресурси, да, јас решив да Што ќе правиш ти? денеска на нашата гледачи да ви прашам што... Знаеш дека имаш бакнеш тука? Тоа беше твојот бакнеш, да. Никогаш Моите бакнежи на моите деца, никогаш си сакал да бидеш водител? Па сум водел настани. Да? Да, и тоа поше овакви као посериозни, значи почитувани гледачи ги следите вестите на Телна телевизија. Аха. Сам не до толку, ама да, Ама посериозни тоа. настани, да. Види, ми било интересно, иако морам да бидам искрен дека заради тоа што примерно секој сум сакал да се занимавам првично со музика, никогаш не сум си давал на себе си, ајде да речем се и такви задачи. Меѓутоа како доаѓа времето сваќам дека апсолутно заради тоа што сум тотално поштен пред камери, имам познавање, знам да комуницирам, снимам војсовери на не знам, за реклами, за Еве ги разни се видеа, врати, така а не се скарани. Ми е познат тој дел да речеме. Ова се вика 6 интервјуа во исто време. Па добро, со оглед на тоа дека нели споменавме Адријана, ние долги години по медиумите како новинар, во моментов за Црно-бело, па и благодарам што се сети, нели, контра Да, ни и сега направи кога ќе интервју и завршиме на нас. кате, Да. следно на Така, ти заставна си сега на кате... Да, видео интервјуто иначе ќе беше најдобро да кажеш само добра слика стај, не можеш да Да, пишеш. само поголема слика, така.
Значи бил и водител, мислам, водел настани. Настани, да. Следав јако одговарав таму. Шо Војсовери, следиш? така спомна Шо следиш? војсовери. Тоа За е реклами. Тоа е мултитаскинг веќе. Тоа е видели? тоа кога ќе влезеш у кафиш ти се случува да слушаш трета маса, четврта маса таму. Види, да јас сум видиш радиски човек и мене го делам Ја не звукот. сум радиски човек, Можам па ја да, го пошто делам звукот. на радио, на слушалките ти зборат, па и во телевизија, нели сега немаме во оваа емисија, ама кога има слушалки, од режија ти зборат. И сега ти те слушам тебе, слушам во режија, мислиш, комуницираш, така да навикнати сме. Нешто како ние со музика, слушаме бас линија, Па, слушаш тоа е. хармонија, Се слушаш адаптираш на потребите. Чекај малце, ама не ми кажа што со кариерава правиш у моментот. со мојата музичка кариера. Да. Па после гостувањава, Не, сериозно. најсериозно, Добра. буквално после гостувањето те прашав Од емисија, кажем, од Да, од емисија. емисија Од одам во емисија. студио. Работам на нови синглови со Принц, Александар Супер. Исовски Принц, да. Веќе едната ни е сработена, денеска мислам дека ќе почнам втората, не знам, сако гледа ќе. Добра. Ќе ми каже после што Значи, што албум следно целото правиме. правиш? Види, а тебе ти е Правиме полесно да се за сега врзеш, синглови, ќе видиме. да се вржеш за една екипа, еден тим, еден продуцент, Не, па да сработиш се со него или Види, тоа е многу- или си од оние кои што нели Не, бара добра песна, добра едноставно во прилика. моментов кликна со работката, значи апсолутно не ни лани имавме негде овој период, ако не се лажам, некаква почетна соработка, со зашто заради некои мои други ангажмани, кога не се случи, решив да малку да го исклучам до дел, како што спомнав, повеќе бев насочен на кабарето. Да. Имам и свои авторски песни кои што исто така сакам да ги работам, меѓутоа не се брзам. Не значи тоа дека не сакам да сработам, меѓутоа сум од оние кои што не би издале ништо само Да се колку да издаде. има песна. Да, Да, апсолутно само не ми е колку да тоа ме има. потребно. И еве не знам, со луѓето кои што знаат и кои што ме следат, апсолутно знаат дека не сум некој кој што му е битно да биде медиумски експониран ако нема Ако нема што да каже. Да. Мислам, јас сум музиката затоа велам дека сум Цело време. постојано. Ја не гледам дека сум направил пауза, кога велам пауза во смисол на као пауза од овој јавен свет, во смисол Да. на гостување, Да, емисии. Ги напиша овие? Не можам да ги напишам, јас од вчерашното сценарио ми е овде. Така, Можеме да ти помогнем. ај тебе е новото. Нема Слушай, проблем. дека пишува Нинат само уште нешто преска спомена зашто ти дојде презаситеност од настапи во кафичи. Тоа не ни води добри преска. Се треба да подлажам или да бидам искрен, неки бидам. Како искрен. сакаш? Не, апсолутно. Искрен, Не ме гледа у коса, што сакаш Не, само почна не само почна луѓето да очекуваат дека ако моите настапи започнуваат со, не знам, Стинг, Роби Вилијамс, па дори Девид Гета, дека треба да завршат природно со- да завршат со Аца Лукас? Да. И ти им се налут. Па не им се наутив, само сметал дека не е природно. Дека не сум јас. Да, дека не сум јас. Види, еден период- не сум јас. Не дека Да. не можам да исполнам, не дека не можам да изведам Не и дека тоа, меѓутоа така. свати, ева, Знаеш како е пејцица? I'm kidding. реклам имам нешто да завршам. Има да се нема. Имам нешто да завршам. Значи сакам да кажам, да Добро. коментирам. Дека имаше има оден период каде што окей, реков дека ајде ќе се прилагодам, нели, заради публиката, Да. заради тоа што ги сакат песните. И ако порано овие свирки беа нешто кој што мене ми даваше енергија. Апсолутно не ги гледав Да. како не знам Нешто финансиски што нешто или така, да ме го нешто правам со што ме- сето, туку напротив го правам за да одморам, она што викаме нели, преку недела сите овие мои останати Ангажмани, работни да. ангажмани, мене викенд ми е Луфтирање. одмор. Као, Луфтирање. има и тука многу физички напор, меѓутоа мене реално умствено ми одмор, така да Така. буквално и физичкото не го носам. И се доведе во еден период каде што сватив дека, знаеш како, јас завршувам цел вечер пеам, луѓето нели се забавуваат се. Ама тебе ти е Не тешко. сум исполнет. Јас не е тоа што јас сакам да го правам. Така да решив дека ќе ставам линија. Добро. И да бидам искрен, некако работата тргна во насока во која што јас сакам да тргнат. Ова со кабарево се случи, така натаму случи нешто јас друго. буквално не побарав никого. Значи ја буквално само реков на бендот им се викам дечки, викам ајде молам, викам најдете се, викам нека да работите, пошто јас повеќе не сакам да го работам ова. Дали мислам дека не помине еден месец, ја добив повик, онака као Те бараме окей, да. кабаре. Така да гледаш, има Тоа е. нешто. Тоа има. Имам. Ќе снимиме, екипа, камера. Да видиме кои ни се ликовите кои што треба да ги погодуваат во кој сум јас. Кој сум јас? Кој сум јас? Јас сум интелект. Покажи Е, за тоа ни го исклучи телевизора. Да, и мене ме збунија како дека што се случи. Само ти кажем една работа, тоа што е прозирно низ ова е друга ствар. Ништо не е Ненад, процедно. Ненад, те убиш. Ништо не може да е процедно. Ова е ногуписот на Нинат. Ако не Он е разбирате, либорак, кажете, ако не барете помош. разбирате, барете помош од Треба да пријател. ви објасниме како. Со да и со не само е помош таа добивате од Благодарам. другиот. Добро. Така? Да. Ето така. Сега да се свртиме тебе. Ајде. Добра, што Да, се гледате, се гледате. Чекај, Кој прв? ти си го погодуваш тоа што ти Врти го се пишува. кон неа и го погодуваш тоа Даниел, што ја горе на... важно мене. Значи го погодуваш имање се, своето. така? Своето, Не знам, Даниел. прашајте се. Разбираш, Да, своето да, го да. погодуваш. Удар ми Прво лично. иде она или ја или мешано? Како сакате? Мешано, ајде. Ај почне.
Прашај. Машко сум? Си? Добро. Пејач? Не. Јавен свет? Да. Глумец? Да. Наш? Да. Со коса или без коса? Не, со коса? Извини, да ме бумни. Па добро да ги селектирам некако. Со коса? Да. На 30? Да. Чекайте се само реци. Црн? Црн? Не. Плав? Смеќ. Ајде смеќ. Смеќ. Смеќ на 30. Не бре на 30, на 30. Да. Чекай, Сашко Коци. Да. Па не, па ми се обидов да селектирам. Добри прашања и си Како се селектираше селектираш. Келап или не? Па пошто ми тека има меќе. Ти тека на Тони Михайлов. И на Горас, така да. На Горас, да. Добро. Светска или наша? Не, светска? Не. Домашна? Да. Балканска? Не сум цица. Не. Домашна? Да. Добро. Музика? Ама чекай, не знаеш дали пеешка да само што... Па прашувам. Да. Ше не прашала. Добро. Женско? Женско си, да. Као преврта се очи, да. Рок? Не. Народно? Не. Поп? Да. Помлада? Од 30? Не. Може проширен одговор, твоја генерација. Која генерација? Знаеш што мислам дека сум или таа што сум? Избери ти. Која генерација? Тијана да сум. Како? Тијана? Не. Пошто Тијана е моја генерација. Тоест ја не знам. Аха. Плава? Да. Дане Димитровска? Не. Моја генерација. Сигурно си сова Ај моја сега не генерација? заглави на твоја генерација, да е нешто друго прашање. Уште никоја прво прашај. Да си помогнеш. Со бенд? Сигурно, ама не. Не. Не, Не, добро, така така, позната. уште позната не. Антонија не. Не. На 30 бре. На 30. Значи ти си над... На Да не кажам 40. колку се. На 4. Тамара? Не. Не. Може да речем се откажам. Не. Не, после прашање Намерно што оставивме, некада. зашто малку ќе те помачи. За да не биде одман. Чекай, значи не поп сцена. Не поп сцена. Сцена. Да, поп сцена. Одамна нема, да речеме, со нешто ново. Аха. Чекай да малку ми да помогне. помагам. Па да, А да ти помогне. Не мора знам, малце, да. Олгица Христовска. Тука си некаде. Тука си некаде. Кучовска. Лидија Кучовска. Ете така! Значи, ова не се баш. Зашо не се важи да ги помогна? Па добро, моравме дека одамна. Она ќе вртеше пак на Да, на ова. на овие што На овие се што се тука. актуелни На тие сега. што ги знае, на Цеци и на Театирович. Тие се моја оваква. Моја екипа. Добре. Сега имаме Ќе цртаме. Цртеш, Да. цртеш. Ајде, имаме да препишуваш. 2 минути за да цртаме. Што треба да цртаме? Сега не знам што пишува Многу ни тамо е проверете. И се покажа како Кој интересно. пишува? Кој Кога пише? како задача им даваме на нашите гости да се нацртат, посебно вака кога се познаваат, нели? Да си го нацртаат другиот кој што предмет. го гледаат како предмет. Као предмет? Да, каков предмет ја доживуваш Андријана? А и ти Андријана Данил. Ако не ви пишува, ова сигурно пишува, така да со другото може да предмет. бришете. Како предмет. Предмет. Каков предмет? Кој предмет те асоцира на Андријана? Не знам дали е правилото. Чекай се. Нема бива за И цртање. брзо, не е сега битно да биде Добро, тоа, две нели? минути, Да. имаат примет, Но ама- сакам да ви ама- кажам дека не мора толку сега да Не мора До да детали. се многу нешто. Нема да не оценувате? Не. Не, бе, Не е за питка. Не, зашо нема за детали? А ти кажа дека си добар во цртање, така што сега ќе видиме. Одличен е, одма се гледа што пишува. Да се Што рекламче црта. овде. Да знам. Нарно? Да, браво. А и добро ти тек. Добро ти тек. Ако си готов, крени. Готова сум и јас сега. Ајде да видат и гледачите. Чекај нека камерата. Чекај, мора да видиш Која е да ова, видиш што е Андријана? тоа. Фрижидер. Не. Туш, што е тоа? Слот машина. Не. Air fryer со микрофон. Што е airfryer со микрофон? А прототип? Интернешнал има да сега за повеќе информација вете се после емисија.
Добро. Линчи, ама нема врска. Испражни со микрофон. Нема добро, Гоги. Чекај, моите ова да го Смеам, видиш така? ти било, ова смееш. Ве молам само... Ќе потенцирам дека ова е пенкало на кое што е изграфирано реклама за новогодишните празници Мак Петрол. Шише вино ти фали, пошто обично кога всичките шише вино. Ова беше најдобро. Браво. Ау, супер. Ајде, малку музика, имаме време, минута и нешто. Ке пееш пак. Ајде, ќе пееме се сите, може? Ајде, ова е баш за заедничка, ова е група. Да. Група нови дечки, да се подсетиме Не е на... петок, ама ќе изгубне дека е Да, петок. забава да Знаеш ме... дека ви реков можеме дека устрои. пеам ќе си одам. Не, а да пееш. Ќе отворам одвора. Секој ден е петок, јас сум ваш масон, а петок живо пиле нема в град. Свегне Тапа Джонсон, прибидејќи цел град е кај мене дома, јас спавам. Бу, ела бурум, забава буда до максимум. Нема гаре, ке се стисне, ке се гушне. Invazija od raja, koli pijenje na toni, gore nebo, dole bombaze i glase ritam zarazen, razdoleni oblini, ko prozirni tanga bikini, noze ko grisini, od ninđoska komini. Takvi vesakane, kako to nije se čustvуваме преку ден, ео, цела нот, ео, луѓичка, жест, забава добре свест преку ден, ео, цела нот, ео, луѓичка, жест, забава добре свест. Многу гужве. Многу гужва. Таман сме. Таман сме. Thank you. Одиме на реклами, потоа последната игра и предизвикот за самиот крај, да видиме со кошот на глава како ќе поминеме. Кушам. Се вративме. Одиме назад во никој како пред последниот предизвик или играта со кош на глава, да видиме кому како му оди, кој ќе има поголема вештина или среќа денеска, така што ќе биде Играли ли интересно. кошарка вие двајца никогаш? И јас не сум добар со топки. Топки, Добра, не? ти? Он не е добар со спорт in general. Не кажуј се. Добра. Значи така се Добро. договоривме. Она што треба да направите, по 5 топки имате двајцата, да погодите кај спротивниот. Само така се рачуна. Дека сте погодили вака. Слободно можеш да му сугерираш како да се намести за да ти погодиш. Ја мислам дека е Дали интересно ќе- да и... Така, да играш? Аме види се, она да е толку умешна, може и да играш, али... Ајде, Ќе гаѓаме од тебе. Ајде да видиме. Океј, добро, следното Добро која? се знаеш, ти пратиш. Така. Добра ти е наместена. Не, може со куцање. Да пази само тамо нешто драма. Не, се не. Нека биде тоа на петата топка. Ајде се. Добро, ајде. Андријана, ама мораш малку да се наветнеш. Ајде, Е, така. тука. Ајде, Опа, за малку. Данија. Ама А сакаш да става? Ајде имаме минута. Не, немој на така главата на ке мене. Благодарам.
Океј, Се сум ја следниот пат лоши од малку времето, појако. се сум ја Малку намо. со одбројување. Минута. Оба! И, браво! Ајде брзо! Оба! Ова беше Ајде! намерно, ама не смеам да Ајде! кажам. Малку понамо. Ајде, Оба! Тега. Пробав да се намерам. Ајде! Мака? Брзо! окей. Не? За малку. Не далеко. Ма, бе, на кај мене не гледате, само е така. Ајде. Добро. Добро, Ајде. се Пази се, ова ти е последно. Ајде. Браво! Ајде видиме сега, дали ќе остане изjednačено или не. Прашање сега. Тројка од далеко, ова беше за куцкување. Океј, thank you. Сите мафтат, ке мафтаме и ние. Океј, завршуваме. мафтаме. Фала ви многу. Се гледаме пак. Чао, можеш водителка. Се гледаме утре. Можам. Пријатно. Чао, чао, чао. Чао. Чекај.